Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеше да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени правеа и тога пропадна за мајкот. Во Охрид живее и работи единствениот мајстор Алаедин Неби, изработувач на седев на ореово дрво. Во следните минути ќе слушнете неговата животна приказна како започнала семејната традиција за изработка на овој занает. Чибуци, кутии за накид, пудриери и табакери изработени од ореово дрво, оплеменети со седев од охридските езерски школки, може да се купат во сувенирниците во Охрид. Тие уметнички изработени предмети се дело на охридското семејство Неби. Денес мајстор Алаедин Неби е единствениот охриѓанец кој го продолжува овој уникатен семеен занает, оплеменување на ореовото дрво со седев. 6 децении е посветен на неговото хоби, а го следи примерот на неговиот татко. Навлезен во 8-та деценија од животот, мајстор Неби раскажува со голема љубов за неговата посветеност и бескрајна трпеливост при рачната изработка на различни предмети кои во аманет му ги оставил татко му Хамди. Алаедин уште од мали носе заедно со неговите тројца браќа Неби, Халим и Фадил помагале во занаетот кој бил иновација на нивниот татко Самоук Дуграмаџија. Занаетот датира од пред околу 1 век. Семејниот занет започнал кога таткото Хамди на почетокот од 20-тите години од минатиот век од родниот Коџаџик доаѓа во Охрид. Најпрво почнал како дограмаџија за неговите вештини во дрво, подоцна да ги примени и езерските школки. Почнал со правење бастуни наменети за охридските богати бегови јаги, украсувајќи ги на почетокот со слонова коска, а подоцна и со седев од школки, раскажува денес мајстор Алаедин. Тој е дојден 1922 година се пресели во Охрид. Така да занетот почнал да го изработи 2026 и од тогаш навака све редовно јас работам. Продолжувам овај занет. Све бил самоук. Татко ми, така да почнал да работи, ево, например, некој бат тогаш на време агите, имало аги на време, така да работел со слонова кост. Правил некои бастони, некои работи, па после измислил седефот. Така да седефот поубаво личел, иначе све што се работи со орешко дрво. Од некој не научил, сигурно, како што кажуваше тој мене, на нас браќа, која беа и другите браќа живи. Самоук измислил прво чубукот, па тек после има некој алати, чувам од татко ми, така да ништо нема купечки алат, све е тоа рачно изработено и со нив чубуци, па после измислил пудријарки, па некои албуми и слично. Едно време работевме со седев од Охридско езеро, ваѓавне седевот. Школки ваѓавне. Од тие школки определено место делевне кое чини за изработка на чубуци или табакери, слично кутии, пудријарки. Али имало тогаш во Охридско езеро седев школки доста. Сега моментално нема за илјач да бараш школка нема во Охридско езеро, така да од Истанбул земам седевот. Имат разлика
од Охридскиот седе, бидејќи тие имат нијанси што према светлото дават бои. Тој седе. Мајстор цели 6 децении другарува со ореавото дрво. Го послушала манетот на татко му Хамди кој го изумил овој вид уметност. Аманетот беше тој што ги имат изработено тезги Јапон, маму што работам на него. И аманет со зборови што ми остана, да не изгубиш занетот, да го продолжиш. Ништо друго. А иначе, тој беше голем мајстор. Немам зборови да дополнам каков мајстор беше тој. За вметнувањето на седефот во дрвото вели дека е исклучително прецизно и тешко. Прво се длабат дупчињата во дрвото, потоа се обработува седефот. Тоа е една многу макотрпна работа, открива Алајдин Неби. Да бидам искрен малу, зашто јас не знам да глумирам, да речам, меѓутоа седефот е такво смеса што покажува кога се изработи на орешкото дрво, покажува една нијанса, покажува една богатство на дрвото. Додека, да речеме, ова слоновиот кос не е сјајливо, не е само ко жолтаско покажува ко слонова кос, боја да речам. Седефот е нешто друго. И седефот не се употребува цело школка, така да има делој кај него, кај школката, што се определува од тие делој за рамно изработка, за окружно изработка и зашо овие, например, што светат, тие се други делој на школката. Така да не може да биде, ево, моите ви самите да гледате дека не се светливи некој делој. Видиш? Или на то гледате. И тие се од школка од Охридско езеро. Мајсторот се навраќа во неговото детство, кога за прв пат почнал да се вклучува во изработката на сувенирите. Раскажува и за тоа како станал алатничар и колку уметноста и неговата професија имаат допирни точки. Негде 11 години бев кога почнав да работам. Така да седефот многу интересно беше, и учев, и работев. Кога завршив школа, бев Крагуевац, пуштен од заводи Црвена застава, така да метална струка одбирав таму да работам, да учам, како металостругар, алатничар. И таму завршив, дојдов кога овдека, една година, две работив во застава, после ојдов војска, не беше тој така законот да дојдиш па место пак да ти биде да работиш. Две години бе биро, учев ученици ги учев, на чубуци, на слики, мислам, правев не слики на дрво, правев. Доста работи што работев, беше тогаш Иван Вани директорот. Добро, поминав, не, излезе конкурс после за примање на работа, излезе и во застава, наредниот ден излезе и во братство. И реков јас, диплома на го напред копија, така да пуштив една застава во братство, и кај ќе дојде побрзо, така, таму ќе одам, реков.
Во еден ден дојдоја дека сум при мен и од Застава и во Брасово. Меѓутоа, беше интересно, требаше јас да мислам колку време требаше да мислам, зашто Застава е далеку. Брасово е овдека до мене. И така, 37 кусу години во Брасово станав. Ние правевме алати кои требаше да се влечит разни форми тенџери, разни форми термоси, така на така. Сега, тие се големи работи. Не личит на овие се многу прецизни работи. За да се изработат уметничките предмети со седев, бараат голема посветеност. Гледајќи вака овие работи што правам, што имам направено посебно, и се чудам дали моите раце ги имат работено. Зашто немам сега, сила немам или немам живци да ја обработам овие работи. Видите сами како е. Најмало еден месец тоа. Секој ден 7 часа да работиш на него. Секој ден. Полно 7 часа. А за ова да не речам. Бидејќи овдека има нешто друго, можете да забележите, ако можете да забележите. Има овдека, види круг, вака, кој јајце. Гледаш? Да. Тоа е планирано, убаво планирано, па направено. Така овие се отворени дел по дел, што кој видел досега, во Истанбул овие сакаја сите да земет за во музеум, Топкапи, Сарајон да ги склајат. Ми нудија 10.000 евра, не реков, па. Мене во витрина да ми стоит, вредноста, зашо ова нема цена. Никогаш нема цена. Верувајте, сега ќе покажам во ателието, ова е многу тешка работа. Терпение, треба коински живци да има, иначе колку чираци и калфи сме имале на време, никој не успел да проложи овај занет. Мајсторот раскажува како се обработуваат и дрвото и седефот. Види сега, овде имат доста некои работи, што имам работено. Ова е исто за цигаре. Овде многу работа имат. Гледате сами, ова е 8 траки, вака земено. Ама прво претhodно планирано како треба да се работи, место жица имам која едно ја седев. Гледаш? То се треба да се исече, така да се... Да, треба да се исече, према димензиите да се обработи, мислам, према отворот према отворот што треба да се копанишарството нешто е друго. Не личит на ова. Овде исто има една фаза, имат копаничарство и што е то? Црташ, па отвораш овие димензии, после ги изработиш со седев, према димензиите седев отправиш. Па се лепи со одредена туткал, со топол туткал, иначе ладен туткал има медерофикс. То не е за ова. Немој да, ова имат, ако не поиќе 20 години, што имам и обработено. Гледате како да е денеса направено. Никако ова да излегли, никогаш. Е нормално, сега водата ако присуствуваат на него, тогаш мој да испадне некој седев од нив. Ама тоа е мало тешко, зашто
немат резон за вода овде да се попие. Алајдин Неби открива дека од работата која била негово хоби добро и се заработувало, ама во некои минати времиња. Овде во Македонија, во целина која беше Југославија, нас не ценеа доста, како занаечи на седев. А иначе сега, ќе речам, јас кога дојдов од Турција, еден представ не дојде кај мене да прашат како поминаш, помина кај ти, вие како еден представител на седевот. Не беше заинтересиран, немаше. Мислам дека тогаш имавме заработка, меѓутоа сега е многу. И нажалост, што занетите од време на време пропаѓаат, ево ќе бидам многу конкретен, како еден доборезачка, може да знаете, сигурно треба да знаете, го затворија. А доборезачка беше еден символ на Охрид. Например, ова, испод 500 евро не дал. Нека ми стои, години, немат геле. Ова не е орешко ова дрво. Едно време имаше урми, се сеќаваш. Од урма стаблата е ова. Тие урмите имат црвен срце, така да и дрвото е стегнато. Уметноста е дарба која се наследува од предците, а Алајдин е пример за тоа дека го наследил уметничкиот ген од семејството, а исто така и неговите 3 деца. Синот Зеки и керките Јелис и Зухал имаат уметничка наклоност, но само Зухал целосно се посветила на уметноста. Керка ми Јелис Неби во Норвешка и таа исто црта, неизбежно црта. Значи, ние фамилиарно така сме испаднале. Сите уметници, сите... како да речам, дали то природата не надарили, постои нешто кај нас. И кај моите деца, тие цртат, ево, керка ми, например, ова керка ми, проложи уметничка академија, така да и таа цртат и прават некои уметнички дела. Задоволство, многу задоволство ми беше да го продолжам занаетот, бидејќи син ми не го сака овај занает, бидејќи мачен занает беше. Не беше така, само едино керка ми Зука и излезе на мене, кој заврши уметничка академија во Скопје, дипломира. Сега без незе да прашам, таа прво ќе ми направи еден цртеж, па што треби после еден положам да го изработам. Мислам дека керка ми Зухал ќе наследи овај занает, ќе го работи, зашто многу пати ми вели дека ајде да ме учиш како да правам јас чубук, како да можам да го изработам. И јас сум приморен тоа и мене ми е задоволство што таа ми побара такво нешто. И мислам дека ќе наследи таа. Не би никогаш не зажалил што вложил и поминал многу време во малата работилница и со летото создавал уметност во дрво, облагородено со седев. Никогаш не сум мислил да откажам. Никогаш. Затоа што, 'Зато 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 што, 'Zато 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 што,
најпоќе ми е задоволство. Зашто? Сакам нешто, ево, ќе ви кажам таму во ателието, нешто имам спремано, сега треба детално тие некои работи да почнам да ги довршам. Иначе, така е да, ќе видите сами. Мене чак ми понудија и во Истанбул да учам генерација, мислам, деца, школувани, занет седев, прецизен занет, ваков. Тие таму нема това работа. И ми рекоe да останеш колку би барале, да останеш овде да учиш. Јас реков со задоволство останувам. Пак ќе речам, вакво нешто, тој што работел на седев, кога дојде кај мене, трчна вака да ми баците рака да ми земат. Чекај, ви реков, шо е сега работата? Тие велят оджам, значи професор е. То значи, рече, вакво работа ја сум шетал ни светот, ама вакво работа не сум видел. И некои тајни, кажав јас таму кај нив, што работеја, така да беше задоволно. Колку е прецизен и напорен овој занает, кажува податокот дека од многуте ученици кои почнале да работат во овој занает, никој не продолжил да работи со седев, раскажува Алајдин. Чудо, то стварно, како да речам, ова неинтересување на занает некако паѓат до ниско, некако паѓат негативно, не знам како да речам. Сварно не знам. Или главоите немој да фаќат вакво нешто да работат. Ево, јас ученици што учев во Бироно, има 15 ученици, од тие 15, еден не успеј да учите. Мислам, еден не успеј да положи овој занает. То беше 67 година. Еден не успеј да учите. Не е спорно и денеска то може да се докаже дека ние сме биле за нечи овдека во Охрид. И целина во Југославија, на време Југославија. Зашо едини ние сме биле како изработка на седев. Сега, има доста чираци, калфи, што имат излезено на време татко ми. Меѓутоа, никој не успел да го проложи овај занает. Значи, рачунајќи дека многу тешко. Едини сум јас останал. Сувенирите кои ги изработувале семејството Неби ги купувале туристите кои доаѓале во Охрид, но и охриѓани. Алајдин раскажува дека чибук со седев му подарил на турскиот премиер Ердоган при неговата посета на Охрид. 2007 која година беше премиерот Тајип Ердоган кој дојде во Охрид. Има по вие две браќа беа тие, чубуците мислам. Исто изработено. И така да зедов еден на брзина да носам, зашто ќе си одеја, со жената бев неизлезени, чак сме и сликани тука. И телохранители што имале, што чуваја, тој сигурно ме виде, кај што се мачам да влезам до него и даде сигнализира некако, да не разбирам јас, да не осетам. И тие пушти, ја влегов натре до него, се ракував, не. Реков, нешто друго немам да ти подарам, мислам, ова ќе ти биде еден убав подарок од мене, на изработка на седев чубук. Рече, не пушам јас, рече, ама ова ќе одржам душ сум жив, рече.
вакво нешто не сум имал. И се насмеат немало и така тие за мене се ракував, не? И ние дома, тие си ојде ушенушка, не се видовме. Така да сакам да речам, да дополнам дека едниот на тај пердон и тој, без да осетам јас од тие телохранители што имаше до него, сигнализира па да ми даде една машна со надпис негово овдека. Тај пердон и тоа е свила, оригинал свила. Овај. Види. Чак беше и комшиите дојдеа, беше там. Шо ти даде, шо ти даде? Жената рече, олку еден Наполеон да. Јас не кам, не уживам на машна, ама сепак е од некој премиер, кога ќе земаш нешто, има да го чувам како што чува тој чубук. Работлив и вреден, Алајдин не би се испробал и во друг правец во уметноста. Подеднакво е успешен и се пронашал себе си во изработката на длаборез. А јас се прилагодив резба да работам, затоа што ова е многу потешко. Резбата некако ми отвори очите, бидејќи поголеми се делоите, поголеми се предметите, така да можам да работам со многу врсти глета, многу димензии, така да мислам позанимливо ми испадна она дуборезот. И како прво имам тука дуборез, прво што го изработив и кај Стефчо Гроздан, кај него одев понекогаш да видам што пред како прави. Малку пракса со него и зашо види, јас работам скоро 60 години со орешко дрво. Веќе знам како диши дрвото. За орешко дрво, за штиците посебно, треба да биде суви 100%. Иначе ако не биде суво, после известно време ќе покажи некои работи што мислам на тоа дрвото ќе се појави некоја белина, така, некои траги што треба да се попред. Ако не е потполно суво. И мислев, со Стефчо Гроздан правевме муавет, реков, сега ти ќе ми бидиш, доколку сум спреман за испит, за дипломирање, ти ќе ми бидиш сведок дека кај тебе сум работал. А иначе орешко дрво, во овие резбите што имам изработено, верувајте дека многу ми е полесно, чак и очите ми отвори ова резбана. Многу поинтересно, додека ова чубукот, појте да видите ви каков е, многу е потешко, бидејќи то се мало цртат, па после то се отвори тие димензии дупчина, према димензиите се работи седефот, многу е тешко. Потешко 100% него резбата. Голема е желбата на мајстор
манастирот Алаедин Неби да продолжи семејната традиција и да го исполни даденото ветување на татко му Хамди. Денес очите му се вперени кон ќерката Зухал, академска сликарка која покажува особен интерес да продолжи со занаетот и понатаму да чекори по стапките на семејството Неби. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени траја и тога пропадна занаетот наш.